Тајланд е синоним за далечниот исток. Име што асоцира на екзотика. На еден свет од бајките, што секој сака да го открие. Со традициите од средновековието и со желбите да се биде дел од современиот свет. Тајланд открива се од себе си и на љубопитните намерници од сите страни на светот. Им ги нуди своите богатства. Така, и покрај очигледната географска оддалеченост од светските центри, со своите културно-уметнички раритети и туристички потенцијали, и овој дел од далечниот исток станува центар на туристичките номади од светот. Некогашниот Сиам, денешното кралство Тајланд, има нешто преку 500.000 квадратни километри површина, со 40 милиони жители. Најбројни се таите, а со нив живеат уште и малајци, кинези и муслимани. Наоѓајќи се на раскрсницата меѓу исток и запад, меѓу индиската и кинеската цивилизација, и живеејќи меѓу две сосема спротивни култури и раси, таите успеале низ вековите да опстојат и да го зачуваат својот идентитет. Судирот со модерните влијанија и овде бил неизбежен, но основните белези на културата и традициите на своите претходници, таите успеале да ги задржат и во желбата за заработувачка денес да му ги нудат на светот како уникатен и ретко убаво сочуван дел од едно време и една култура. А со нив во Банкок и низ целата земја ќе се сретнете на секој чекор. Банкок, денешниот главен град на Тајланд, има околу 4 милиони жители. И во него ќе сретнете се што представува белег на современиот свет. Ексклузивни хотели, модерни сообраќајници, транспорт од секаков вид, раскошни излози во модерните бутици низ трговските центри. Едно до друго се продава накит од злато и најразлични јадења од ароматичната кујна на далечниот исток. Улиците представуваат излози на секаков вид стока под отворено небо. Седумдесет и 8% од населението на Тајланд се припадници на будистичката религија. Во Банкок има околу 300, а низ земјата преку 35.000 храмови, во кои таите ја остваруваат својата религиозна припадност. Некои од нив се вистински ремек дела на будистичката култура.
Во срцето на Банкок се наоѓа најголемиот и најзначајниот споменик на династијата Чакри. Тоа е големата палата. Никаде во светот, на простор од само неколку квадратни километри, нема да сретнете толкав раскош и амбиент што освојува на прв поглед. Во филозофијата на будизмот и на неговите припадници, храмовите представуваат оази на мир и спокојство. Затоа овде се е правено до совршенство. Од чудесно негуваното зеленило, до раскошното богатство истурено врз златните пагоди. Комплексот е исполнет со неколку храмови, пред чии влезови будно стражарат скулптури на животни, символи на Тајланд. Тука се позлатените кинари, легендарни монструми, човек-птица, како символи на среќа, кои ги чуваат троновите на Будата. Овде се наоѓа и царската палата, чии позлатени реликвии и уникатниот смарагден Буда се заштитени од камерите на бројните посетители. Населението на Тајланд, како впрочем и во целиот овој дел на светот, е изразито религиозно. Така во многу делови на градот и меѓу најголемите сообраќајници и врвулици од народ ќе сретнете вакви олтари, на кои се приложува венец цвеќе и се пали свеќа, за да биде среќен денот. А денот овде навистина носи многу искушенија. Пред се, треба да се заработи, за да се преживее денот. Тајланд спаѓа меѓу неразвиените земји. Населението живее претежно во низинскиот дел од земјата и се занимава главно со производство на ориз. Ситната трговија е главна преокупација на поголемиот дел од населението. Најчесто се продаваат земјоделски производи, со кои тропската, монсунска клима го дарувала бедното население. Во остварувањето на таа стопанска комуникација и екзистенција, водата игра непроценлива улога и може слободно да се рече дека овдешното население живее на вода и во вода. Бројните водени канали ги заменуваат асфалтните патишта и железницата. За транспорт на вода се користат и мотори со голема сила, но и нежни детски раце. Во водата и над неа се домовите, животните, продавници од секаков вид, здравствени установи, училишта, целиот живот.
Во водата растат и најнеопходните намирници. На брегот зреат и се собираат овошните плодови. Со еден збор, водата, иако не е здрава за пиење, таа овде значи живот. Сите водени канали се вливаат во широката делта на големата река Менам. На еден нејзин проширен дел се наоѓа и најголемиот пазар на Банкок. Овде се тргува со се и се што. Се носат производи што се собрале во раните утрински часови. Со парите од продаденото на сувоземниот дел од пазарот се купува друга стока. И пак так, по пловните канали во своите населби. Каква умешност ли е потребна на овие тесни чунови да се носи толкав товар и со него вешто да се вози низ оваа водена сообраќајна мешаница? Затаите, тоа е само обично секојдневје, а за бројните туристи ова е едно од најатрактивните места на собирање и уживање во раритетите на Тајланд и на умешностите на неговиот народ. Матните води на Менам се влеваат во Тајландскиот залив на Јужното Кинеско море, каде што се наоѓа главното пристаниште на земјата. Неговото значење за стопанството на земјата е огромно. Преку него се остварува целокупниот извоз на земјата, во кој со 48% учествува оризот. Меѓу бројните прекуокеански бродови, меѓу два претовара, на нужниот починок и прочистување. Еве го и бродот Цриквеница на југословенската југолинија. И за заповедникот Велимир Домјан и за малобројните југословени во овој далечен град. Ова е пријатно навраќање кон родната земја. Веќе рековме дека во стопанството на земјата најзначајно место зазема оризот и оризовите полиња, со најглавната карактеристика за зелените пејзажи на Тајланд. По напорите да се обедини она што се има и она што е барано на пазарот. Во околината на Банкок е изградена оваа фарма на крокодили.
Trpeljivo i stručno se odgledуваат овие влекачи од првите денови па до моментот кога нивната кожа достигнува најголема вредност. Извозот на крокодилска кожа на земјата и носи доста девизи, а за бројните посетители во кругот на фармата постои продавница во која може да се купи се што е производ од крокодилска кожа. На 80 на километри на север од Банкок се наоѓа еден од најстарите културно-историски споменици на земјата. Стариот и некогашен главен град на земјата Сијам, Ајатаја. Ова се остатоците од царската палата на династијата Рачубарана, изградена од кралот Барам Рачатрат II во почетокот на 15-тиот век. Под патината на времето и обколени од бујното зеленило, овде лежат остатоците од културата што се развивала на овој простор. Кипови, столбови, минариња, скалила што водат надолу и нагоре. Сведоци на едно време што исчезнува. Средства за реконструкција на оваа некогашна резиденција нема, но и во ваква состојба таа е честа цел на бројните посетители. Праќајќи се кон главниот град, уморниот посетител повторно ја доживува атракцијата на брзото возење низ водените канали. Со завршувањето на денот, за него останува можноста за средба со уште една атракција на оваа земја и на овој народ. Со традиционалните таи игри, што се приредуваат за посетителите во националните ресторани. Игрите таи ги карактеризираат раскошните носии, накитени со скапоцени камења. Во придружба на старите гонгови, низ грациозни движења на прстите и телото. Младите танчерки, преку играта, ги откриваат вековните тајни на менталитетот на народот таи. Насмевката на тајланџанката е знак на учтивост, на сон и на тага. И покрај модерните влијанија, и покрај економската принуденост да живее од ден за ден, во незината природа е да се сочува идеалот за среќа и таа екзотична грациозност да му се подари на секој добронамерник. Меѓу исток и запад, меѓу традицијата и модерното, Тајланд живее во една грациозна рамнотежа. Живее свој живот и изодува свој пат, како најдобра виза за неговото место во светот.